Македонија со Бугарија дели големи заеднички цели кои не смеат да бидат загрозени од прашања поврзани со договорот за пријателство како што е она за Гоце Делчев. Министерот за надворешни работи Никола Димитров пред утрешната посета на Софија рече дека за овие работи ќе има можност да разговара со бугарските домакини, но уверен дека ќе биде изнајден начин Бугарија да биде наш промотор во европската интеграција. Како соседи што потпишаа договор за пријателство, кој што допира и до многу деликатни и емотивни прашања за двете страни во смисла на историјата. Јас сум убеден дека ќе најдеме начин низ почит кон другиот и пријателство да не ги загрозиме овие важни цели. Јас сум убеден дека македонскиот успех во смисла на европската интеграција е многу важен и за соседна и пријателска Бугарија. Од Бугарија меѓутоа пристигнуваат сосем поинакви пораки. Министрите за надворешни работи и одбрана Захариева и Каракачанов нималку дипломатски не се заканија дека без признавање дека Гоце Делчев се чувствувал како бугарин, Македонија може да биде блокирана на европскиот пат. Додека премиерот Бојко Борисов на средбата на лидери на држави и влади од ЕУ ни порача дека уште треба да зрееме. Од пониските ешелони на бугарската политичка сцена, како и од тамошната академска заедница, воопшто не избираат зборови во заканите и навредите, а последен во низата европратеникот Ангел Џамбаски, според кого за Бугарија Македонија никогаш нема да биде ниту северна, ниту јужна, ниту горна, ниту долна, туку само братска втора бугарска држава на Балканот. Заканувајќи се дека членството на Македонија во ЕУ зависи од препознавањето на историската вистина, според бугарски терк, Џамбаски изјави дека македонската нација политички постои од 2 август 1944 година, кога банда бугарски болшевици и шумкари во подрумот на Прохор Пчински направиле антифашистичко собрание во Македонија. Претходно тврди Џамбаски, населението во Македонија според карактерот, самосвеста и самоопределувањето се чувствувало исклучиво како бугарско.